Добар ден и од мене. Ова е стартот на емисијата за родителство, за практично родителство на УН Плюс на телевизија Телма. Децата се постојано во движење, скокаат, трчаат, паѓаат, понекогаш и се повредуваат. Доколку е раната длабока, постои уверување дека детето треба да прими вонредна антитетанусна заштита. Дали е тоа така и што е тоа всушност тетанус? Денешната гостинка, доктор Марија Цветановска од клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби ќе даде појаснување за многу од овие работи. Добре ми дојдовте. Добре ве најдов, благодарам на поканата. Децата кога се повредуваат, а тоа не е баш така ретко, бидејќи споменав постојано се во движење, паѓаат и слично, можат да имаат и рана која што е подлабока. Како треба да се обработи? Дали родителите денес веднаш се јавуваат на лекар, не чекаат, не обработуваат сами дома во домашни услови? Да, точно е тоа што го кажавте, дека децата се постојано во движење, паѓаат, се повредуваат и се здобиваат со најразлични типови на рани. А она што е основно и важно, кон секоја рана треба сериозно да се пристапи, значи, и раната треба да се обработи по хируршки принципи, онака како што е предвидено. Треба да се направи стерилна преврска на раната, треба раната да се исчисти од секакви страни предмети, треба соодветно да се дезинфицира, длабоко да се обработи, за да се спречи во раната создавање на анаеробни услови, кои се предуслов за развивање на голем број на патогени бактерии, каква што е и бактеријата која го предизвикува тетанусот. Денеска родителите се доста совесни и обавезно после повредата кај децата бараат медицинска помош, раните се соодветно збринети, па така да многу ретко се случуваат такви проблеми. Ова го кажувам од аспект што прв чекор после било каква повреда, не само кај децата, туку и кај возрастните, и најитна постапка е правилната, значи хируршка обработка на рана и соодветна нејзина дезинфекција. Бидејќи, според некои статистики, правилната обработка на рана спречува појава на инфекција и до 90%. Так. Значи, тоа е она што е прво, основно и најважно. Потоа се пристапува кон другите постапки, за кои што подоцна ќе зборуваме. Ќе објасниме. Доколку раната е многу длабока, доколку има крварење, по обработката на детска клиника, на детска хирургија, така? Ургентен центар, може и кај матичниот лекар, так. Значи, битно е да се запазат тие принципи. Сега малиот пациент најчесто потоа се упатува на клиниката за инфектологија. Да. Зошто е тоа така? Какви анализи се прават там? Точно е тоа. Значи, пациентите и децата се упатуваат веднаш на нашата клиника. Откако раната ќе се обработи, откако лекарот кој што ја обработил раната ќе постави индикација дали треба или не треба се даде антибиотик понатаму да се заштити детето, децата се упатуваат кај нас стрикно заради проценка на потребата од постекспозицијска профилакса за тетанус, а ако е раната настаната од угриз од животно или инволвирано некое животно во настанување на раната, тогаш и за проценка на потребата од постекспозицијска профилакса за беснило. Ние тоа многу едноставно, значи го правиме, само потребно е да имаме на увид соодветна медицинска документација за детето, а тоа е практично вакциналниот картон на детето во кој што се уредно запишани сите вакцини и ревакцини кои ги има примено детето. Па врз основа на тоа, по соодветни протоколи, односно согласно правилникот за имунизација во Република Македонија, ако е детето редовно вакцинирано и ревакцинирано, нема потреба, значи, да прима никаква заштита. Така, значи, тоа не е точно убедувањето меѓу народот дека раната секогаш откако ќе има ваква повреда е потребно детето да прими серум всушност. Не е потребно. Так. Ако е редовно вакцинирано и ревакцинирано. Меѓутоа, ако се работи за невакцинирано дете... Што во таков случај доколку детето не има примено вакцини? Денеска не редок е случајот на деца кои што не се редовно вакцинирани. Така е, што е неправилно. Меѓутоа, ако се работи за такво дете кое не е вакцинирано, значи воопшто не е вакцинирано, веднаш и неодложно треба да се отпочне со вакцинација. Да се даде првата доза на вакцина, а заедно со првата доза на вакцина да се даде и имуноглобулин. Тоа се практично готови антитоксини кои што веднаш ќе влезат во улога, во акција и веднаш ќе го заштитат детето од соодветната потреба. А потоа ќе се даде време, значи вакцината ќе има траење негде кај до 3 недели
И за тоа време ќе се даде време, значи вакцината да го стимулира имунитетот и детето да почне да создава имунитет. Се продолжува понатака со редовната вакцинација. Оние први 3 дози, значи кои детето треба да ги прими во размак од 4 до 6 недели, а потоа и следствените ревакцинации. Што е тоа всушност тетанус? Зашто точно станува збор? Тетанус е акутна инфективна болест. Тетанусот е многу сериозна, значи животно загрзнувачка, потенцијално фатална болест. Болест која што има многу карактеристична клиничка слика. Тоа е болест која што настанува строго после повреда. Значи после навлегување на микроорганизмот, односно неговите спори, преку ледирана кожа. Значи без повреда нема тетанус. Тетанусот има многу карактеристична, значи клиничка слика која што се карактеризира со грчевити болни спазми на мускулатурата. Зборуваме за неколку видови на тетанус, но јас сега зборувам за онај најчестиот кој се јавува над 70%, а тоа е генерализираниот тетанус. Започнува со грчеви на мускулатурата по соодветен редослед. Прво се јавува грч на мускулатурата на долната вилица, пациентот не може да ја отвара устата, не може да зборува, не може да голта. Потоа бива зафатена и целата мимична мускулатура, па пациентот добива еден карактеристичен циничен изглед, што во медицината ние го викаме ризус сердоникус, а потоа по еден десцендентен тип, значи биваат со грч зафатени мускулите на вратот, градниот кош, долните екстремитети и веќе тоа е многу тешка животно загрзувачка состојба, компромитирано е дишењето, пациентите имаат потреба од лекување во единиците за интензивна нега, некогаш и потреба од механичка вентилација, надокнада на соодветни течности, електролити, примена на седативи, миорелаксанси, значи еден многу сложен и тежок процес на лекување кој во голем процент завршува и со смртност. Така, какви се денеска процентите? Има ли некакви статистики? Колкава е смртноста? Па, видете, точно смртноста на тетанусот не можеме, значи да кажеме точна бројка, меѓутоа се проценува негдека околу 30%. Смртноста на тетанусот во минатото, значи пред почетокот на вакциналната ера, била многу висока. Меѓутоа, од отпочнувањето на вакцинацијата и вметнување на тетанусната вакцина во редовниот календар за имунизација, смртноста од болеста многу се намалува. Така да, исто така зависи и од возраста. Денеска смртноста е многу повисока кај возрастните пациенти, над 60, па дури уште повисока кај пациентите над 70 години, заради тоа што имунитетот на тетанусот не е траен после вакцинацијата. Тој постепено со тек на времето опаѓа и токму заради тоа се препорачува после повреда консултација за евентуална ревакцинација, а се препорачува и примање на бустер доза на вакцина после комплетното вакцинирање до 18-та година на секои 10 години, за да би се спречиле овие појави. Точно ли е дека спорите на тетанус се многу отпорни на надворешни влијанија? Па да, и токму и заради тоа имаме тетанус, бидејќи самата бактерија Clostridium tetani е многу осетлива во надворешната средина, меѓутоа таа си направила еден свој механизам, кога ќе се најде надвор во неповолни услови, преминува во спорогена форма, значи се ствара една дебела заштитна обвивка околу себе и како таква може со десетици години да остане во надворешната средина, во песокот, во почвата, па кога повторно ќе се најде во поволни услови, значи повторно преминува во, како што е тетаногената рана, таа повторно преминува во вегетативна форма и го излачува еден од најаките токсини во инфектологијата, односно бактериските токсини, а тоа е тетаноспазминот. Тој е неуротропен токсин, се врзува за нервното ткиво и сите симптоми и знаци на болеста практично се диригирани од страна на централниот нервен систем. Каде се може да се сретне оваа спора, оваа бактерија? Зошто се поврзува најчесто со региосаното железо? Да. Оваа спора, резервоар на оваа бактерија е дигестивниот тракт на животните, на говедата, на овците, на коњите, значи на стоката, и таа најчесто се наоѓа во средини каде што имаме измет од животни, значи
во земја, во почва, најчесто во рурални селски средини, значи на ливади, ниви. Меѓутоа, практично и во поново време и со развој на индустриализацијата, со бракеот, со транспортирање брзо на животните од едно на друго место и така, практично не постои место каде не може. Многу е широка распространета, нема значи место каде што не би можеле да ја најдеме, мислам во надворешни услови, а тоа со ергиосаното железо, значи и ергиосано и неергиосано железо, ако е контаминирано, значи ќе биде потенцијално за развој на тетанус. Меѓутоа, ергиосаното железо подолго стои на надворешни влијанија, во почва, во затворени простори, така да ризикот е поголем од тоа. Да биде контаминирано, така. Зошто деца кои што, да речеме, се гризнати од некој животно како куче, треба да примат антитетанусна заштита? Затоа што бактериите можат да се најдат и во усната шуплина, значи на животното, али не треба секогаш. Повторно ќе потенцирам. Ќе се навратиме на почетокот, при редовна вакцинација. Да провериме, дали треба или не треба. А кога се работи за инсекти, како што е крлежот? Каснувањето од крлежи исто така. Докторите ги упатуваат пациентите кај нас за консултација, меѓутоа во основа, после каснување од крлеж, нема индикација за примање на антитетанична заштита. Индикацијата се создава само кога, ако крлежот, сакам да кажам, нема индикација за примање на антитетанична, ако крлежот е изваден, повторно ќе речам, по оние хирушки принципи. Значи, од страна на медицинско лице, во болнички установи со запазени стерилни услови. Но, ако родителите се обидуваат со некој стран предмет, не знам, некоја чачкалица, жица, пинцета или било што, да пробаат да го извадат крлежот, тогаш треба да се ревидира вакциналниот статус на детето. Ајде да ги вклучиме тука и гледачите со нивни прашања, доколку имаат некои дилеми поврзани со денешната тема, слободно може да се вклучат во програма 3076 677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Ги очекуваме вашите прашања. Сега исто така тука има и некои дилеми во однос на големината на раната и потенцијалната можност за развој на тетанус. Дали секогаш раната мора да биде длабока? Да, тоа или пак може од обична гребаница да се добие оваа болест? Видете, секоја рана е потенцијално тетаногена рана. Меѓутоа, тетаногена рана зборуваме за рана во која што се ствараат анаеробни услови. Бактеријата е стрикно анаеробна бактерија. Може ли да објасниме што е тоа анаеробни? Да, само што сакам да ви објаснам што е тоа точно така. Анаеробни услови се услови во кои што недостасува кислород. Значи на бактеријата и треба место каде што нема кислород, а тоа се баш тие длабоки, пунктиформни, опсежни рани, рани со околно некротично ткиво, рани кои што гнојат, рани во кои што има страни тела. Меѓутоа и најобични гребнатинки, значи можат да бидат потенцијално тетаногени, доколку се настанати со некој загаден предмет, или пак обично во руралните селски средини или негде луѓето се обидуваат раната да ја крварењето да го спречат со ставање на тутун или ставање на дури земја или некои други предмети, па од нететаногена да ја направат тетаногена. Значи практично реков и на почеток, кон секоја рана треба сериозно да се пристапи. Така. А колку трае инкубацијата на оваа болест? Инкубацијата на оваа болест е најчесто од 3 до 21 ден, најчесто негде околу 7 дена, меѓутоа може да биде и многу подолга. Значи, зависи од повеќе услови. Инкубациониот период за нас е многу важен. Ние, кога имаме пациент со тетанус, веднаш прашуваме пред колку дена настанала повредата, бидејќи колку е пократок инкубациониот период, толку е потешка клиничката слика и е поголема смртност. А доколку детето е нередовно вакцинирано и се дава антитетанусна заштита, дали е важно таа да биде дадена во рок од 24 часа или 48 часа? Па да, препораката е да се даде во првите 24 часа. Да, точно Имаме така. гледач на линија, да го слушнеме неговото прашање. Ало? Добар ден, повелете. Ало? Добар ден, повелете, ве слушаме во програма сте. Јас сакам да се јавам на емисија. Во програма сте, повелете, ве слушаме. Ќе чекам да ми уклучите. Вклучена сте, јас ќе ве замолам само да го намалите тонот од телевизорот и да не слушате во слушалката. Готово, ќе намалам, да. Дали се слушаме? Ало?
Мислам дека од режија ќе мора да објаснат точно како ќе треба гледачката да не слуша за да може да биде вклучена во програма. Има неколку типови на тетанус. Можете ли да ми кажете што е тоа неонатолошки тетанус? Да. Има неколку типови на тетанус, точно е така. Најчест веќе кажав е генерализираниот тетанус, има и локализиран тетанус, тој се јавува кај обично делимично имунизирани пациенти, се јавува со грч на местото на мускулите, на местото околу раната. Најчесто се тоа повреди на долните екстремитети, па се јавува закочување на тој екстремитет каде што е настаната повредата. Постои гинеколошки тетанус, тој се јавува обично после криминални абортуси, кои што се вршат во нестерилни услови или кај неимунизирани особи, или пак после породување на неимунизирани мајки, повторно во несоодветни услови направен пороѓај. А практично и тетанус со највисока смртност е токму неонаталниот тетанус, смртноста е над 80%, тој се јавува кај новородени од неимунизирани мајки кои што не се вакцинирани и немаат антитетанусни антитела, така да доколку пороѓајот се изведува, значи не во болница, туку на други места, најчесто селски средини, штали, ниви, па папочната врпца се сече со срп, со нож, со некои нестерилни предмети, значи тоа е многу тешка состојба. Ние имаме уште еден гледач на линија, да го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Дали го имаме гледачот на линија? Не, денеска навистина имаме некаков проблем со гледачите, со вклучувањето на гледачите во програма. Сега споменавте дека не е трајна, не се создава трајен имунитет за тетанус. Доколку лицето има нередовна вакцинација, сега идеме и на овој дел, дојде во контакт со тетанус, дали може кај него да се јават поблаги симптоми на болеста? Да, па токму овој локализираниот тетанус кој што го објаснив. Најчесто се јавува кај Тогаш се јавува на лицето само? Не, онаму каде што е настаната повредата. Тоа се најчесто повреди на долните екстремитети, на горните екстремитети, па пациентот ќе дојде ќе каже јас пред 5-6 дена се повредив или пред 10 дена се повредив, не обратив внимание на повредата, меѓутоа сега нешто ногата ми се кочи, ми е укрутена, не можам да одам и така. Тоа се најчесто поблаги форми. Така. Да. Значи сепак тука се тоа зборува колку е важна имунизацијата и вакцинацијата. Многу е важна имунизацијата, не само за тетанус, значи за сите болести. Најдобар лек е ако има превенција. Имаме гледач на линија, се надевам дека овој пат ќе биде вклучен во програма. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Ало? Да, во програма сте, ве слушаме, повелете. Да ја прашам лекарката. Така, повелете. Да. Ве слушаме, повелете. Кој е вашето прашање? Возрастен сум преку 70 години. Така? Почесто пати имам повеќе од 70 години, почесто пати летно време добивам крлежи. Одам на клиника, ме третираат и ми даваат антитетанус. Така. Дали треба после секој крлеж да добивам тетанус? Ви благодарам што се јавивте. И јас му благодарам на гледачот за прашањето. Така, ова се случува често, затоа го поставив ова прашање, дали е потребно да се дава антитетанусна заштита секогаш значи, по работен инсект. За возрастни пациенти, како што е пациентот, рече дека е над 70 години, значи, и ако е крлежот, ако е направен обид крлежот да се вади, значи со стран предмет, тогаш треба да се прими заштита за тетанус. Во основа, кај сите за возрастни сега зборуваме пациенти, ако емисијава е за деца. Да. Ако е редовно вакциниран, значи онаа редовно прими ревакцинација и се поминати повеќе од 5 години, да речеме, од последната ревакцина. Треба, значи, да прими само бустер доза вакцина. Но, ако се поминати повеќе од 10 години од последната, значи вакцина, тогаш треба да прими и вакцина и серум. Значи, тоа е тоа што треба. А за крлежите кажавме дека споменавме на самиот почеток на како да се емисијата. однесуваме. Доктор Марија, точно ли е дека оваа болест е сепак многу ретка? Да, точно е. Точно е дека оваа болест е ретка и навистина е ретка, меѓутоа е присутна. Значи не треба да ја заборавиме, секогаш треба да мислиме на неа. Оваа болест порано била многу честа
Меѓутоа, повторно ќе се навратам, од моментот на воведувањето на вакцината во редовниот календар за имунизација, значи болеста почнува да се проречува. Па сега ќе кажам некои статистики од Соединетите Американски држави, како една од земјите со најдобро развиен статистички систем. Значи, во 40-тите години на минатиот век имало околу 500 до 600 случаи на тетанус во Соединетите Американски држави годишно. 70-тите години од минатиот век таа бројка се намалила на 50 до 100 случаи, а во почетокот на новиот милениум и наваму бројот на случаи со тетанус годишно е некаде околу 30, во поново време и до 18 случаи. Значи, сепак ја има. Болеста е присутна и на неа апсолутно треба да се мисли. Кога доаѓаат деца со повреди кај вас, значи покрај тоа што се проверува дали се редовно вакцинирани, што друго може да се направи како анализа? Во кој случај давате антибиотска терапија? Кои инфекции исто така често се јавуваат при повреди кај децата? При повреди кај децата се јавуваат од најбанални бактериски, значи инфекции со бактерии кои што во раната ќе навлезат од надворешната средина, или пак и самите бактерии кои што ние нормално ги имаме на кожата, при ледирање на кожата можат да навлезат и да предизвикаат инфекција. Па до тетанус, па до беснило ако е причината и многу други инфекции. Но во основа и рековме правилната обработка на раната и проценката дали да се даде антибиотик или не е строго на лекарот, кој што ја обработува и ја средува раната, но во основа ако се работи за опсежни рани, длабоки рани кои што се загадени со страни предмети, или пак рана која веќе почнала да оттекува, да зацрвенува, рана која што гнои, тоа е веќе апсолутна индикација за давање на антибиотик. Доколку се работи за помали површни рани кои што се соодветно хирушки обработени, тогаш нема потреба, но се советува пациентот се вика на контрола или се советува како понатаму да ја следи раната, па доколку треба се интервенира со неа. Родителите понекогаш инсистираат превентивно да земат антибиотик, сакат антибиотски спрејови и слично, значи сето тоа е непотребно. Непотребно ако е спроведено она што го кажав, меѓутоа родителите и ако убаво им се објасни, јас мислам дека секогаш се согласуваат и ќе се смират и ќе прифатат дека не е ништо страшно. И го прифаќаат нашето мислење и нашите упатства. Немаме проблем. Имам уште еден гледач на линија. Денеска предизвик вклучувањето на гледачите, да видиме овој пат дали се ќе биде во ред. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Се работи за 9 годишна киркичка која пред 2 до 3 дена се изгреба на школска клупа. Така. Она има доцни со незината ревакцина во трајање од година дена, инаку е досега редовно вакцинирана. И бидејќи јас сум лекар, значи добро обработи раната, меѓутоа не се консултира во однос на заштитата од тетанус. Тоа би сакала ваш одговор. Ви благодарам што се јавивте. Исто шест случаи со доцнење на вакцините. Да, не разбрав колку време има. Девојчето рече дека е редовно примо вакцинирано, оние 3 дози ги има прим. Дали ние гледачката? Дали се уште сте на линија? Да, ве слушам, ве слушам. Еве, повелете. Да, значи киркичката е 9 години, така? Да, 9. Она ги има примено оние први 3 дози. Првите сите 3, точно, ДТП и сега комбинирана вакцина и така. И потоа има примено ревакцина кога? Па ние ја доцнеме ревакцината бидејќи една година доцнавме со МПР-от поради... Колку време доцните? Колку време наназад она нема примено за тетанус вакцина? Значи последната ревакцина ако била на 4 години, значи веќе 5-та година доцнема. Па ако има повеќе од 5 години од доцнењето, вие веднаш треба да продолжите со имунизацијата, треба да прими вакцина. Така. Да, знам, меѓутоа баш во моментот кога сакам да ја ревакцинирам, она има инфект, значи во моментов е под настинка и затоа мораме да чекаме да се среди тоа. Да, ама сепак ќе мора да дојдете кај нас на клиника, па убава проценка да направиме. И да ја видиме медицинската документација убаво. Јас ова колку можам да ви помогнам сега. Вака, повелете во секое време. Ви благодарам што се јавивте и тука еве произлезе уште едно прашање, дали вакцината на дали антитетанусната заштита всушност се дави во период кога детето е настинато, дали има тоа значење, бидејќи родителите пред секоја вакцина прават не е крвни слики. контраиндикација во основа за давање на тетанус, јасно се пропишани и се знаат контраиндикациите за тетанус, така да обична настинка не е контраиндикација, но сепак педијатар треба да го види детето, да го прегледа, да се процени. Така да
Така. Тоа е тоа. Ви благодарам што бевте дел од 0N+. На вистина на убав начин ги објаснивте сите работи кои што се поврзани со антитетанусната заштита. И јас ви благодарам што ме поканивте, ми беше пријатно со вас. Ќе се видиме повторно, кога ќе зборуваме на некоја друга тема. Благодарам. Тука го заокружуваме денешното издание на 0N+. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма од 12 до 12:30. До гледање.